Зборува Глас од Македонија. Зборува Глас од Македонија. Емисија што допира до сите наши сонародници ширум светот. Добро вечер, почитувани слушатели. Ви се јавуваме со радиопрограмата Глас од Македонија, што се емитува секоја недела од 6 до 7 часот навечер преку етерот на радиостаницата CMR на Бранова должина 101,3 FM. Ова радиопрограма за овој час нека ви пренеси со мислите во вашата прва татковина Македонија, во земјата на сонцето и градината на рајот. Нека топло допре зборот и песната македонска во вашиот дом, а вие бидете секогаш дел од нас, за да и ние бидеме вечно со вас. Па, пријатна разонуда со вашиот уредник и водител Драгица Белчевска. Со вечерашна наша емисија, почитувани слушатели, ќе се осврниме на Михајло Попин, роден во село Идвор, кај Панчево во Војводина, денешна Србија, а инаку со македонско потекло. Исто така ќе дадеме блиц вести, за да пак последните минути ги искористиме со мојот коментар на неделата. Па да отпочнеме со македонската изворна песна Чупче од онака. Утринското кафе е навистина и најсладко. Меѓутоа, тоа е и за ваша душа. Но тоа може само Тим Хортонс, посебно во Скарборо и Ист Јорк, чии собственици се Стив и Дени Браун, со нивниот татко Џорџ Браун од село Буф. Но не е само тоа. Во Тим Хортон можете да си земете утрински појадок, исто така донаци или крофни, како и други сладки јадења, но и да си ордирате јадење, сендвичи, доколку одржувате некои митинзи. Повелете, Тим Хортон секогаш е до вас, покрај вас. Westmount Guarantee, инвеститор за сигурна гаранција за комерцијални билдинзи, за кондо, исто така Deposit Insurance Financing. Нашиот сонародник Джим Еманолидис го докажува сето тоа. Телефонот е 416 712 4038.
Секој ден посакува да живее во удобен стан, во удобна куќа. Крис Клашов од фирмата Royal LePage State Realty е покрај вас. Завртете го телефонот на 905-520-1474 и побарајте го Крис Клашов, кој со неговото 20 годишно искуство најдобро ќе го реши вашиот проблем во врска со продавање или купување на куќа. Телефонот е 905-520-1474. Срцето пак на Ниагара со трите луксузни хотели во Сент Катрин, Хамптон Ин, исто така Бест Вестерн и Халади Ин, но многу повеќе дочекот во овие хотели од страна на персоналот, а посебно од сопственикот Том Ничополос, кој запознат веќе од голем број на гости од речиси целиот свет. Но не само тоа, тие располагаат и со 2 спортски сали, односно фит центерс, даваат интертеймент, а за љубителите на боулинг исто така ви овозможуваат како и други рекреативни игри. Додека пак за било какви сечености, свадби, свршувачки концерти, митинзи на располагање ви стои паркве и банкет салата со капацитет до 1000 гости. Јавете се на 905-380-1550. Да повторам, 905-380-1550. Партнер Гоулинг LLP, тоа е адвокатската фирма на сите врсти на лојери. Еден од нив е и Питер Симеон, позната адвокатска фирма низ цела Канада и Америка. Доколку имате потреба од лојер адвокат, побарајте го Питер Симеон на 416-898-4506. Повторувам, 416-898-4506. Сите знаеме дека и воздухот и водата се загадени и секој бара да оди во природа и да пие чиста вода. Но имаме и фирма Continental Carbon Group која филтрира водата за пиење, воздухот и отпадните води. Не случајно името на ова фирма Continental Carbon Group со нејзиниот сервис можете да го видите во голем број на индивидуални фабрики, разни институции, државни и приватни фирми. Јавете се на 905 за ваша потреба 643-7615. Да повторам, 905-643-7615. Да ги проследиме и новините од Македонија. Со 73 гласа за и 47 против, власта го стартува процесот на уставни измени. Иако бројката натежнува на кај опцијата за внесување на бугарите и другите во уставот, сепак таа е недоволна за тие и да се случат. На своја страна, Ковачевски го брои целото свое мнозинство во собраниските клупи. И тоа, 31 пратеник на СДСМ, 13 на ДУИ, 8 на Алијанса на албанците, по 2 пратеници од НСДП и ЛДП, 2 пратеници од турските партии, по 1 пратеник од Народна, Дом, Српската партија, ДПА, партијата на пензионерите, но и Санела Шкрилјаји Скендер Реджепи, како независни пратеници. На овие 65 власта ја додава и албанската опозиција, и тоа алтернатива со 3 пратеници, Беса со 2 и тројката на Изет Меджити. Гласовите против пак се составени главно од коалицијата на ВМРО ДПМН, и тоа 39 од партијата на Мицкоски, 2 социјалисти, Силјановска како независна, Стојлковиќ како представник на србите и Пренџов од ГОМ. Лидерот тврди сите се единствени. 44 пратеника на ВМРО ДПМН и коалицијата се јасни, прецизни во својот став. Вчера имавме координација, без ниту еден збор никој да каже, во просторијата јасно беше дека зборуваме сите на глас, а тоа е дека уставни измени под бугарски диктатор нема. Иако очекуваме европејци, така барем како што се нарекуваат себе си овие милионериве, да бидејќи цело време тврдат година дена на нас затимале 80, веднаш да не развлекуваат седмицата, веднаш да ја стават на дневен ред. Против се и 2 пратеника на Левица и Павле Трајанов кој излезе од власта.
Но додека власта тврди дека до крајот на процесот предомислување треба да се бара во пратеничката група на ВМРО ДПМН, во јавноста се погласни се информациите дека сивата зона всушност е во редовите на оние кои сега се ставаат на контото за уставни измени. Јавно услов за гласање постави албанската опозиција. Јасно е дека таа ќе даде поддршка за отворање на уставот, но неизвестно е дали ќе ги гласа и амандманите, доколку не помине нивниот за албанскиот јазик. И двајцата пратеници турци сметаат дека уставните измени во делот на составот на Комитетот на заедниците се проблематични. Информациите на Сител се и дека еден народен избраник од СДСМ на партиското раководство му соопштил дека нема да гласа за овие уставни измени. Решението со него ќе се бара во негова оставка и замена со нов пратеник. Уставните измени се дел од преговарачката рамка со ЕУ и Брисел очекува процесот да биде завршен до крајот на ноември, за да се отворат преговорите по поглавијата на Унијата. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски денеска изјави дека по вчерашната седница станало јасно дека единствено решение се избори и дека уставни измени нема да има. Дел од вината за актуелната ситуација гледа и кај меѓународната заедница, зашто, како што вели, не го консултирала ниту народот, ниту нив како партија. Од СДСМ го обвинија дека продолжува со блокадите на европската иднина и дека ќе направат се за да ја пробијат блокадата во наредните недели. Од вчера е совршено јасно дека уставни измени под бугарски диктат нема и нема да има, порача лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски ден по собраниската седница на која заврши дебатата за уставни измени, но гласање немаше. Мицкоски повтори дека и покрај засилениот дипломатски притисок со кој се соочиле, нема цена по која што би прифатиле уставни измени, а клучната грешка на власта според него е тоа што целосно ја исклучила опозицијата од процесот и ги отфрлила сите предлози на ВМРО ДПМН за подобрување на македонската позиција. За Мицкоски нивните црвени линии во односите со Бугарија се јасни, а осем избори, сега нема ништо повеќе на маса. Не по цена на себеодрекнување, не по цена на диктат, кој е пандорината кутија за идентитетско обезличување и отварање на портата за многу други барања. Не за влегување во повторната игра на стапот и морковот, без било какви гаранции за влез во Европската Унија, од кој што земјава ќе го види само стапот, односно уштенна блокада. На крајот, сите ние веруваме во компенхагенските критериуми, кои сигурно не се прифаќање на едно лудило од барања на соседната држава, со јасна тенденција да го избрише постоењето и историјата на друга држава. За моменталната состојба Мицкоски прстот го впери и во меѓународната заедница, бидејќи, како што рече, тие продолжиле да преговараат со делегитимираната влада на Ковачевски, а без да го консултираат ВМРО ДПМН. И покрај јасните пораки од ЕУ и САД дека преговарачката рамка не се менува, Мицкоски уверува дека тие ќе понудат решение кое ќе ги заштити националните интереси. Зошто имат вина? Затоа што кога го договара ова со оваа влада на СДСМ и ДУИ, или на ДУИ СДСМ, како сакате повеќе, како имате чувство повеќе, така гледајте, тие не најдоа за сходно да се обратат до ВМРО ДПМН, да го консултираат ВМРО ДПМН и македонскиот народ како мнозинска, убедлива најголема етничка заедница во оваа своја единствена држава. Христијан Мицкоски потврди дека е против ЕУ и сака да ја блокира европската иднина на земјата и да ја влече назад и народот уште 11 години надвор од ЕУ во изолација, реагираат од СДСМ. Од владеачката партија повторија дека не се откажуваат од намерата уставните измени да поминат, а во следниве недели ќе работат за да се тргне блокадата од европскиот пат. На вчерашната седница видовме дека Мицкоски е како и Никола Груевски. И тој сака да ја влече државата назад уште 11 години за ништо, само заради неговата фотелја во Белиот дворец. Но граѓаните треба да знаат дека неодговорноста и немањето државнички капацитет на ДПМН и Мицкоски нема да ја одврати, ниту да ја обесхрабри проевропската коалиција предводена од СДСМ. Како одговорна, државотворна партија ќе направиме се за да ја пробиеме блокадата во наредните недели.
Дека Македонија има шанса за ЕУ која не смее да ја пропушти, оценува и вице-премиерот Бојан Маричиќ, според кого блокадите на опозицијата носат изолација и неизвестно за Македонија. Тој во интервју за Рацин негира дека договорот меѓу Скопје и Софија е направен под бугарски диктат, а колку повеќе време се чека според него, ќе се отвараат поголеми прашања што само ќе го комплицираат процесот и ќе ја зајакнуваат позицијата на Бугарија. Ако пропадне првата фаза за уставните измени во собранието, целиот дискурс ќе натежне само на предвремени избори. Сметаат за Канал 5 дел од политичките аналитичари. Јана Јосифовска разговараше со Синиша Пекевски и Петар Арсовски. Мислам дека не сме го дочекале крајниот обид за уставни измени. Мислам дека меѓународната заедница, власта, па ако сакате и другите меѓународни чинители и домашни чинители, ќе продолжат едно време со обид да ја убедат опозицијата да ги подржи уставните измени. Така изгледаше и ситуацијата пред Преспа. Сепак, политичката атмосфера е различна, тогаш беше подобра беше политичката ситуација за откинување пратеници одошто сега. Доколку тој обид пропадне, обидот за гласање на првата фаза на уставните измени, оптиката во целото општество ќе се смени и сите ќе почнат да зборуваат само за избори. Веќе уставните измени нема да бидат тема, туку веќе ќе се префрли целиот политички дискурс и целиот дискурс во општеството само на избори како единствен начин на решение. Она што го очекувам, она што ми е мене многу чудно е тоа што воопшто што не го слушаат гласот на народот, поготово бидејќи гледаме дека преку 90% од граѓаните во Македонија се против уставните измени. Морам да напоменам, не се против бугарите, туку се против понижувањето кој го добиваме ние од бугарските политичари, и сето тоа македонската власт сака да го протне како начин кон приближување на ЕУ. Тоа не е правилниот пристап за пристапување во членство на Европската унија, во кој ние континуирано сме понижувани и ќе бидеме понижувани како што стојат работи. Она што никој не го разбира е дека ние треба малце да се свртиме кон нас. За да продолжиме на патот кон ЕУ, прво ние да се реформираме. Што значи ние да се реформираме? За почеток да почне да владее правото. Надлежните се сомневаат дека дел од пожарите летово биле намерно предизвикани. Полицијата од 2021 година до јули годинава регистрирала околу 250 кривични дела за предизвикување пожари, од кои расветлени се 80 случаи. Дел од санкциите предвидуваат и затворски казни од најмалку 10. Во продолжение да ја чуеме и старата македонска народна песна Мајка на Марика Думаше, испеана од турската солисткиња Алие Мутлу, која е родена во Турција, а со потекло од Македонија, која песна е и во една од најпопуларните турски серии ставена, а тоа е турската серија Љубовна птица, која верувам многу од вас сте ја гледале. Да ја чуеме песната Мајка на Марика Думаше и Алие Мутлу.
Македонската православна црква Свети Наум Охридски од Хамилтон со свештеникот Ангел Станчев ве повикува секоја недела и за македонските православни празници на заемничката богослужба од 10 часот утрото. Но не е само тоа. Повелете за било какви свечености, свадби, крштевки слично. На располагање ви стои банкетната сала која собира капацитет до 400 гости. За било какви информации јавете се до менаџерката Мери на 905 975 5395. Апелирам и до сите вас да ја помогнете радиопрограмата Глас од Македонија. Вашата поддршка ќе овозможи било со донација, реклами, честитки да ја помогнете и да продолжи понатаму да се емитува ова радиопрограма. Кујната пак е огледалото на вашата куќа, но затоа пак фирмата Тримак Гранит е вистинскиот мајстор за каунтертап. Елегантноста и квалитетно направениот каунтертап, бил од гранит, кварц или мермер, ја открива убавината. Не чекајте, јавете се и побарајте го Алек Кирков, мајсторот за каунтертап. Телефонот е 365 888 6096. Да повторам, 365 888 6096. Дали знаете дека нашиот сонародник Џан Јоновски со својата професионалност го зазеде заменик директор или вајс президент во Bank of Montreal? Investments for High Net Worth Individuals. Телефонот е 416 827 7809. Но тука и комерцијалната фирма за купување и продавање на објекти, билдинг и слично, VP Cushman & Wakefield. Ова фирма со нашиот сонародник Кен Карулас. Бизнисот го има проширено дури во 60 држави во светот. Ако ви имате потреба од него, побарајте го на 416 756 5406. А трите модерно опремени ресторанти Elgin Water Manor во Стони Крик, Terrace on the Green во Мисисага, Lincoln Estate во Вајнланд, Онтерио, ви нудат и да ги направите вашите свадби, армаси, крштевки слично, повелете на еден фамилијарен ручек или вечера во нивните ресторанти. Собственикот Питер Трајковски со задоволство ќе ги направи вашите веселби да бидат незаборавени. Телефонот е 905 459 4447. 905 459 4447. Оркестарот Децата од Буф со нивниот раководител Крис Клашов, познат не само во македонската комуна на Канада и Америка, туку и низ целиот свет и ке преку 40 години ги забавува македонците, а е единствен оркестар со автентична жива музика овде во нашата околина. Затоа за вашите свадби, армаси и слично побрајте Крис Клашов на 905 520 1474. Да повторам, 905 520 1474. Македонската православна црква Свети Климент Охридски со храмот самата црква го краси самото Торонто. Во неа на располагање ви стојат 3 реномирани сали за вашите фамилиарни веселби, свадби, свршувачки, крштевки и друго. Јавете се на 416 421 7451 и уживајте во домашен амбиент. Истовремено повелете на неделните богослужби, а исто така и за македонските религиозни празници од 10 часот утрото. Како што спомнав на самиот почеток вечерва, ќе ви го представиме Михајло Пупин и неговото дело, а кој беше голем пријател со Никола Тесла и со Ајнштајн, чија сопруга на Ајнштајн се викаше Милева Марич, а беше родена во Србија. Многу македонци
се светски гениалци, за жал, други ни ги присвојуваат. Така, например, Џан Винсент, чиј татко беше македонец, а тој е првиот што го иновира компјутерот, кој тогаш беше многу тежок, некаде 1 тон. Бугарите го присвоија за нивни. Србите го присвоија Михајло Пупин, кој беше роден во село Идвор кај Панчево во Војводина, денешна Србија, но со родители од македонско потекло. Научник, пронаоѓач од областа на телекомуникацијата, радиотехника и радиологика. А србите и хрватите пак се караат за Никола Тесла, кој беше роден во Смилјан, во Лика, денешна Хрватска, а во која претежно живеат православни срби, но и католици хрвати. Меѓутоа, што е интересно за овој научник за наизменична струја, истражувач и пронаоѓач на полето на електротехниката и радиотехниката е што неговиот дедо по татко беше роден во Велешко и отиден како домазет во денешна крајна, односно Хрватска. Самиот прилог за Михајло Пупин ќе го украсиме пак со песни од популарниот Евто Пупиновски, кој е фамилија на Михајло Пупин, а инаку роден од село Вевчани, Струшко. Да отпочнеме со прилогот за Михајло Пупин. Михајло Пупин беше роден во Идвор на 4. октомври 1858 година, а умре во Њујорк 12. март 1935 година. Бил знаменит великан во областа на физиката и електротехниката, научник и пронаоѓач од светски глас, кој дал особен придонес во областа на телекомуникациите, радиотехниката и радиологијата. Бил професор по физика и по математика на Колумбија во Соединетите Американски држави, го пронашол системот на повеќекратна фотографија и ги открил секундарните рентгенски зраци. Човештвото најмногу го задолжил со решението на проблемот на телеграфски и телефонски пренос на далечина. За своето автобиографско дело Од имигрант до пронаоѓач посмртно ја добил Пулицеровата награда во 1924 година, како и многу други награди со светско значење за својата научна работа, а меѓу нив многу бил респектиран од тогашниот председател на Соединетите Американски држави Вилсон. Во родното место завршил основно училиште, а потоа 5 класа гимназија во Панчево на германски јазик, бидејќи тој крај се наоѓал под австро-унгарска власт. Бунтовен со немирен дух поради учеството во демонстрациите против австро-унгарските власти, бил принуден да ја напушти гимназијата во Панчево и по совет на својата мајка заминал да се школува во Прага. Но тука разочаран од наставниците и поради недостиг на материјални средства, отишол после во Хамбург 1874 година, а потоа заминал на 20 годишна возраст во Соединетите Американски држави. Во Америка или Соединетите Американски држави Михајло Пупин 5 години работел како чувар на магазин, физички работник, како бојаджија на коли, молер и како ложач во една фабрика за бисквити во Њујорк. Во исто време започнал да посетува и вечерно училиште како подготовка за приемниот испит на коледжот Колумбија, што потоа есента 1879 година го положил со одличен успех. Дипломирал за 4 години како најдобар студент, примил американско државјанство, а како професор по уметност пак продолжил да студира. Семејните корени му се од село Вевчани, Струшко. Студирал првин со стипендија на студии по математика и теориска физика во Кембридж, во Англија. Потоа, откако добро го проучил делото на Максвел, продолжил да студира физика во Берлин. Потоа отишол повторно во Америка, како доктор на науки 1889 година се вратил во Њујорк и станал професор по математичка физика на катедрата за електротехника и управник на Електротехничкиот институт на Универзитетот Колумбија. Во лабораторија тој реализирал 25 извонредно значајни патенти, иновирал, кои денес се уште се фундаменти во соодветната технологија. Од неговиот особено значен придонес во областа на физиката, доволно е ако се спомнат само енциклопедиските единици именувани според неговото име, како што се Пупиновата теорија, Пупиновите калеми, односно Пупинизацијата. Во текот на својот работен живот, Пупин добил многу почести, награди и признанија. Но
да одиме исто што направи за Македонија. Пред се, врз основа на архивската граѓа што успел да ја пронајде во изминатите 15 на години, професорот доктор Павле Митрески, пензиониран професор на Битолскиот универзитет, предците на Михајло Пупин водат потекло од Македонија. Како што вели самиот, неговите истражувања немаат никаква политичка цел или претензии за присвојување на овој голем светски научник, туку само аргументирано да биде потврдено и објаснето интересирањето на Пупин за Македонија во првите 2 децении од 20 век, односно во времето кога се решавала судбината на Македонија. Според документите до кои дошол доктор Митрески, најексклузивната информација е таа дека Пупин, како дел од експертскиот тим на мировната конференција во Париз во 1919 година се залагал Македонија да добие автономија. Според професорот доктор Митрески, предците на Михајло Пупин кои се преселбите стигнале до Војводина, во селото Идвор, всушност потекнуваат од Москополе, тогаш на Македонија, сега под Албанија. Всушност за време на миграционите движења од крајот на 17-тиот и почетокот на 18-тиот век, Пупини се доселиле најпрво во Струшки, Дримкол, каде што дел од нив останале и до ден денес, а некои заминале, како што реков, на север во денешна Србија, во Војводина. Родот Пупинови се спомнува во 2 македонски села, Горна и Долна Белица, но и во село Вевчани. Во овие села тој род постои и во текот на 19-тиот и 20-тиот век. Во селото Вевчани, например, каде што на 11 октомври годинава секогаш е отворен Пупиновиот музеј спомен куќа, постојат повеќе преданија за доселувањето на родот Пупинови, а повеќето вевчанци тврдат дека поголемиот дел од овој род, кој од влашко потекло, подоцна се преселил во струшкото село Горна Белица. Оттаму всушност фамилија на Пупинови е и популарниот солист Евто Пупиновски, кој инаку живее во Охрид. Сепак насочуван и наинтересен запис за родот Пупинови врз основа на документи објави професорот доктор Јован Трифуновски. Тој тврди дека нивното потекло било влашко и дека најпрво живееле во село Нича, недалеку од манастирот Свети Наум кај Охридското езеро. Според професорот доктор Трифуновски, поради некоја кавга, турците го отепале старешината на семејството. Веднаш неговата жена Пупа со 4 синови и со стоката која броела 500 овци и 100 кози се доселиле во Вевчани. Селскиот коџабашија на Вевчани, Тасе Србаковски, им го отстапил местото да изградат куќа, па истото место сега се нарекува Пупинов камен. 2 сина на Пупа, кои се викале Ѓорѓи и Никола, останале во Вевчани, третиот син Стојан се иселил во Србија, а четвртиот заминал во Банат во Војводина. Од тука Константин, таткото на Михајло Пупин, најверојатно е син на четвртиот брат од родот Пупинови од Вевчани. Инаку, дека Пупинови имат влашко потекло, говори и тоа што во Вевчани дури и денешните далечни потомци на тој род, како своја слава ја имаат Богородица, за разлика од другите вевчанци кои слават преображдение кој беше вчера. Тоа го вели и професорот доктор Митрески, додавајќи дека неговиот интерес првенствено бил насочен кон активностите на Михајло Пупин во времето кога македонското прашање станало актуелно меѓународно прашање за кое се расправало на мировната конференција во Париз. Srce
krasiš Makedonija i ti si sine Makedonče, po tebe teče krv makedonska, živim za tebe, ginam za neja, za naša da Makedonija, živim za tebe, ginam za neja, za naša da Makedonija. Во последната деценија на 19-тиот век и во почетокот на 20-тиот век, македонското национално движење кулминира со Илинденското востание, а се зголемува интересирањето на официјалната политика на Соединетите Американски држави за Македонија. Македонските селеници во САД во тоа време јавно го актуализираат македонското прашање. Во првата деценија на минатиот век во Америка постоеле многу македонски организации, односно и селенички друштва, а македонците имале и јавни гласила како Борба и Македонски гласник, во кои во основа се пишувало за потребата на Македонија конечно да ја добие својата автономија. До 1911 година, особено во текот на 12-та година, повеќе американски весници и списанија пишувале за Балканот, а посебно за Македонија, така што речиси и целокупната јавност била информирана за судбината на македонскиот народ. Тоа довело пролетта 1912 година Америка неизбежно да се замеша во решавањето на така нареченото источно прашање, односно прашањето за судбината на Македонија по пропаѓањето на Отоманската империја. По окупацијата и распрчувањето на Македонија од страна на балканските држави, започнува нова критична фаза за македонското прашање. Повеќе не постоело источно прашање, туку само македонско прашање. Се разбира, Америка со заинтересираност го следела на тамошниот раскоп на настаните на Балканот, а особено положбата на македонскиот народ. Така за време на одржувањето на конференцијата за мир во Букурешт во август 1913 година кај владите на балканските држави, владата на Америка интервенирала со нота во која меѓу другото пишува: со задоволство би прифатиле внесување во договорот одредба со која целосно би се гарантирале граѓанските и верските права на граѓаните кои би можеле да им бидат дадени на заинтересираните држави. Се разбира, големиот научник Михајло Пупин, чии предци потекнува токму од Македонија, а кој веќе бил познат граѓанин на Америка, не можел да биде
индиферентен, кога сите знаеле што се случува на Балканот, особено со македонски народ. Од документите што ги пронајдов во разни архиви на Балканот, но и во Америка, јасно може да се види дека Михајло Пупин и тоа како се интересирал за решавањето на македонското прашање. Неговата активност за време на балканските војни почнува непосредно по 18 октомври 1912 година, денот кога започнува војната на балканските сојузници против Турција. Само 2 дена потоа Пупин повикал на состанок во Њујорк иселеници од јужнословенските простори. На состанокот присуствувале околу 500 лица, а имало и новинари, меѓу кои и новинари на влијателниот New York Times. Пупин зборувал на српски јазик, а за новинарите имало директен превод кој го вршел Адолф Леви. Во почетокот на својот говор Пупин истакнал дека Балканската војна не е само војна против Турција, туку и војна против европската дипломатија, а особено против големите сили кои не ги спроведоа во дело одлуките на Берлинскиот конгрес во 1878 година, кои се однесува на балканските држави, токму тогаш кога ја и креираат новокомпонираната држава Бугарија. Овие зборови на Пупин всушност се однесуваат на една од одлуките од Берлинскиот конгрес, според која Македонија требаше да добие автономија, со што сигурно немаше да дојде до Илинденското востание, како и до најкобниот подоцнежен договор за поделбата на Македонија во Букурешт. Говорот во Њујорк на Михајло Пупин го завршил со зборовите: "На оружје следбеници на Христа, да ги ослободите вашите браќа во Македонија, да ги сочувате вашите жени од турците, вашите ќерки од опасноста на харемот, од колење и од грабеж." Подоцна Пупин отворено ќе се залага и ќе се бори да ги реализира сите своји идеи демократска федерална држава во која подеднакво право ќе имат сите народи на Балканот. Во врска со тоа ќе има можност да се искаже и на меѓународната мировна конференција во Париз во 1919 година. Барањата што пристигнувале до Видроу Вилсон, председател на Соединетите Американски држави, како и до државниот секретар за надворешни работи пред и за време на одржувањето на мировната конференција во Париз од страна на повеќето македонски асоциации со молба конечно и македонскиот народ да биде признат и да добие автономност, биле публикувани во многу американски весници. Тоа имало влијание, смета доктор Митревски, не само кај американската јавност, туку пред се и кај американската делегација во Париз, за да изгради став дека е потребно Македонија да добие автономија. Сето тоа американската делегација, но и Путин, кој формално бил експерт на југословенската тогаш кралска владина делегација, кој ќе го искористат за да се постави, односно да се отвори на преговарачката маса и македонското прашање. Во мировната програма на председателот на Америка Видроу Вилсон, која има 14 точки, меѓу другото стои тоа дека Букурештскиот договор не може да биде основа за решавање на балканскиот проблем, со оглед на тоа дека договорот било дело на корумпираните балкански буржуазии. Во дипломатските кругови на САД во тоа време се сметало дека единствено можна прифатлива солуција за трајно решавање на опасност балканскиот проблем, во чие средиште секако е македонското прашање, е создавање автономна македонска држава. Секако потоа не се исклучила и можноста за сојуз на самостојните балкански држави во Балканската федерација. За време на овие разговори во Париз и во Лондон, значи пред се започнување на мировната конференција во Париз, во повеќе наврати се разгледувало и македонското прашање во контекст на концепцијата на председателот Видроу Вилсон за решавање на големиот балкански проблем. При тоа, додека Америка била за создавање на автономна македонска држава, Велика Британија била решително против создавање на некаква македонска државност, со образложение дека автономијата значи исто што и независност. Сепак идејата за создавање автономна македонска држава никогаш не била напуштена од Америка.
По пристигнувањето во Париз, Пупин од југословенската експертска група добил податоци за положбата во која се нашла кралската делегација, пред се во врска со нерешените граници. За тие проблеми ги известувале скоро 11 дена. Како експерт ангажиран од Никола Пашич, Пупин најпрво почнал да преговара со американската делегација, а посебно со професори Джонсон и со полковникот Хаус, десна рака на председателот на Вилсон, за прашањата од надворешна политика. Тие на Путин му предложиле да напише меморандум кој што на 19 април 1919 година веќе стигнал во Белата куќа, а наредниот ден Пупин бил известен дека председателот Вилсон го прочитал неговиот меморандум и дека извонредно му се допаднал, нагласувајќи дека председателот Вилсон и американската делегација ги познавале и високо ги ценеле Пупиновите написи за југословенското прашање. Во тој меморандум до председателот на САД Пупин, меѓу другото, барал позитивно да се решат историските и етничките прашања во Словенија и Македонија. Се разбира, Никола Пашич бил разочаран од тој став на Пупин, плашејќи се дека и бугарите на конференцијата ќе го актуализираат македонското прашање, теоријата која за него била од голема важност. Во едно писмо на Пашич, испратено на 24 април 1919 година, премиерот Стојан Протич од Париз, српскиот водечки политичар, од тоа време високо ја оценува работата на Михајло Пупин во Париз, но во додатокот на писмото меѓу другото стои: Пупин чека да се најде овде во времето кога ќе се решава за исправките на нашата граница спрема Бугарија, бидејќи сега има силна пропаганда во корис на Бугарија и мисионерите и професорите на Роберт Коледжот водат пропаганда за автономија на Македонија. Во седмицата на југословенската делегација во Париз, одржана на 2 мај 1919 година, жестоко се дискутирало за Вилсоновиот план за Балканот, а на крајот биле усвоени неколку заклучоци во кои требало да делегацијата побрзо да решава. Во 6 точки се зборува и за македонското прашање. Бошковиќ соопштува дека по информацијата што ги има во Америка, барем во известна мера се шири идејата за автономија на Македонија. Опасноста еден ден Вилсон да ја прифати таа идеја и со неа да излезе во јавност, потоа било тешко да се поврати. Затоа би било потребно на некој начин да се спречи Вилсон, зашто нашето кралство никогаш не би се согласило со таа комбинација. Би требало за ова да му се каже и на Путин за ова прашање што се интересира. Od srcevo dopina tebe da te sakame, od vetrovine vreme da te pazime. Senio sveta od iskona, majko jedna ti do veka, koji znaje koliko sve, znaješ li kade sve, koliko da sve, dosta sve, sada te čuva me. Koji znaje koliko sve, znaješ li kade sve, kade da sve, nije sve, sada te slavime. Od srcevo do pirina, tebe da te sakame, od vetrovine vreme da te pazime. Tvoj od zavet donosi me, nema zašto da prosi me. Kakva si, takva si, naša si, dobra si. Koliko da sve, dosta sve, sada te čuva me. Kakva si, takva si, naša
slavime. Od srcevo do Pirina tebe brate sakame, od vetrovi me vreme da te pazime. Откако Михајло Пупин станува славен и познат научник, но истовремено и многу богат, бидејќи неговите научни откритија и нови патенти од година во година му носеле големи приходи, дел од тие пари почнал да подарува за добротворни цели. При тоа факт е дека тој и во таа насока многу се интересирал за Македонија, давајќи помош за разни намени. Тоа е доказ дека сакал на некој начин да му се одолжи на своите предци кои потекнувале од Македонија. Со собствени средства формирал специјален фонд за стипендирање на сиромашни деца од Македонија, а фондот и го посветил на својата мајка Олимпијада. Овој фонд бил исклучиво наменет за школување на деца од Македонија, а износот на средствата од година во година растел. Така во 1914 година фондот започнал со 40.000 тогашни динари, 6 години подоцна веќе располагал со 200.000 динари во злато, а во 1928 година сумата достигнала до 475.309 денари во сребро. Претворањето на динарите во злато, а пота и во сребро, била исклучиво негова желба. Фондот почнал со работа во 1920 година и бил активен се до 1940 година. Еден од учениците кој добивал Пупинова стипендија бил охриѓанецот Благој Ивановски Жура. Тој во својата автобиографија потврдува дека добивал стипендија од фондацијата на Пупин како најдобар ученик. Во знак на спомен кон родниот крај на своите родители, но и како почит кон култот на словенските просветители Свети Климент и Свети Наум, но и православието воопшто, Михајло Пупин обезбедува и други средства како подарок за Македонија. Кога по втор пат по Првата светска војна, односно 1921 година, ја посетува тогашна Југославија, Пупин решава да изгради нова камбанарија и да се излие голема камбана што ќе се постави во Свети Климентовата црква во Охрид. Камбаната ја порачал преку својот пријател доктор Нико Жупанчич од Љубљана. Тежела 2300 килограми, а била донесена во Охрид во јуни 1923 година. Затоа на 6 август 1923 година во весникот Јужна звезда, кој излегувал во Битола, меѓу другото пишувал: во старославниот историски град Охрид, на бадемот на Свети Климент, звони денес најголемата камбана на Балканскиот полуостров, чии звуци со векови ќе ги подсетуваат идните генерации. За ова камбана Пупин платил 129.000 тогашни динари и самиот меѓу пријателите ја нарекувал камбана за ослободување на Македонија. За свеченото предавање на камбаната во употреба пишува поопширно во еден црковен календар, но дури во 1925 година. Во него меѓу другото стои забележано дека за камбаната е подигната посебна камбанарија, чиј темел е осветен на 10 јуни 1923 година, а помош за подигањето на камбаната пристигнала дури и од господја Дженикс од Њујорк. На 28 јуни 1923 година камбаната со биволска запрега свечено е пренесена во железничката станица до црквата Свети Климент со големо учество на свештенството и народот. Затоа сведочат две фотографии кои се пронајдени во старата охридска фамилија пред 3 години. Сега тие оригинални фотографии за тој настап се чуваат во историскиот архив во Охрид. На 7 јули истата година се слушнал првиот звук на камбаната, објавувајќи дека Охрид се враќа стара слава и се обновува светот на православието под заштита на Свети Климент. Истата камбана и сега во камбанаријата, каде што била поставена пред 100 и нешто години, и на неја во вид на шестоаголник е изгравирана икона со ликот на надпис со Свети Климент, кој со книга на рацете го проучува својот народ. На неговата големата камбана подарена на македонскиот народ 1923 година. Овој голем научник и хуманист умрел на 12 март 1935 година во Њујорк, а погребан е на гробиштата Вудлон, каде што почиваат
спомнуваат многу други великани на американската историја. Бил оженет со американката Сара Катерина Джексон од Њујорк, со која имале својата ќерка Барбара, која всушност и прикажуваше таа за потеклото македонско на својот татко Михајло Пупин. Техничкиот факултет во Битола, тоа го кажа, значи професорот Павле Митревски, кој досега има објавено десеттина книги посветени за историјата на македонскиот народ од 19 и 20 век. Пред самиот крај на нашата програма да спомнам за граѓанската иницијатива. Тоа е декларација од страна на македонскиот народ во кој се спротивставува за промена на уставното име на Македонската православна црква. Затоа направете го, дадете го вашиот подпис, почитувани сонародници, тоа е сигурна гаранција за опстанок на македонството. И ете, полека се наближуваат и последните минути на вечерашнава наша емисија. Дозволете ми да ви се заблагодарам за вашето оценето внимание, но со желба да ни слушате идната недела од 6 часот навечер на 101.3 FM, кога повторно ќе бидеме во вашите домови со радиочасот Глас од Македонија. Вашиот уредник и водител на радиочасот Глас од Македонија, Драгица Белчевска, ви посакува добра ноќ и пријатна седмица. Прости ми, душо моја, за ноќите не спани. Твојата врела слоза нека ме изгори. Секогаш беше добра, и остани. Некогаш што ме ја чуеш, она нашата, заиграј, пусти срце, нија чашата. Јас морам сам да одам со своите Prašina sila padna po našите pameti i nema veke stati, poznati će gori, nema ni neće ni skoro, vredi pakne.